Гоце Делчев е вграден во темелите и во столбовите на македонскиот идентитет. Ова го порача учесниците на денешната трибина во владата во чест на македонскиот револуционер и деец. Неговата идеологија се применува и во денешните политики во секој владин ресор. Според министерот Тимчо Муцунски, токму македонската надворешна политика се базира на демократија и меѓусебно почитување, а не на конфликти. Ние како регион веројатно споделуваме некоја заедничка историја, но каде е клучната разлика? Ние имаме различна меморија за таа историја и различни гледишта за што се случувало на овие територии. И веројатно и тоа е прифатливо во 21. век. Различно да мислиме. Дебатата за историјата треба да ја оставиме на историчарите, а ние треба да работиме да го браниме она што на нас ни е суштински најбитно, а тоа се корените на нашиот идентитет. Важноста од познавањето на македонската историја ја истакне Министерката за образование и наука. Од неа можеме да научиме за доброто и лошото, да не ги повторуваме истите грешки, а најважното се учи љубовта кон сопствената татковина, порача министерката Весна Јаневска. Алудирам на една изјава која дојде пред некој ден од професор кој од разни побуди, не знам, небитно, спомна дека Гоце Делчев е мит. Гоце Делчев не е мит. Постојат историски докази за неговото дело, постојат историски докази за неговата цел автономна Македонија, слободна Македонија. Од тука, за да можеме да се браниме од надворешните напади, ние мора да бидеме монолитни во внатрешниот став. Со цел да го зацврстиме нашиот идентитет, министерот за култура вели дека се почесто се организираат манифестации како во Македонија, така и во соседните држави. Денес имаме денови на македонска култура во Брисел, овие 4-5 дена. Вечер имаме промоција на македонски филм, а веќе утре националниот джез оркестар има концерт. Што значи, сите овие три институции веќе имаат подготвена програма која што се базира на македонската музика, на македонскиот филм, на македонската традиција и како такви си ги презентираме во надворот рамките на Македонија. Едногласен беше заклучокот од трибината. Само со сплотеност, почитување на научните факти и поголема афирмација на македонската култура, државата може успешно да се справи со сите предизвици и да си го зачува својот идентитет.